civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Јавна соба е кривично дело. 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 Разбуди се, Орио! Разбуди се, Орио! Откако се случи ситуација да биде споделен мојот број, нормално првите 2 сати не може да се соземам дека мене тоа ми се случува, а може на секој да му се случи секако. Пријави веднаш, значи со правење скриншотови на телефонските броеви со оглед на тоа што ми пишува на Viber апликацијата. Скриншотови на телефонските броеви и на сликите, нели, кои што каде што се гледаат улицата со своите ликови и го пријави за сексуално вознемирување. Секако, нели, јас како адвокат си ги знам моите права и знам како да се заштитам себе си во дадената ситуација, меѓутоа не секој може да се заштити, односно и не секој би постапил на ист начин како јас. Поотаму, со оглед на тоа што кај мене за 2 часа се најдоа сторителите, се најде кој го споделил бројот, како стигнал бројот од таа апликација, односно да биде споделен. Апелирам до сите, буквално до сите институции да има еднаков третман како на жртвите кои што се лаици, односно неука странка која што реално не знае како да се заштити себе си, да постапуваат на ист начин и со еднаков третман како јас, нели, исто како со мене што знам како да се заштитам себе си. Едно од работите кој што е клучно да се знае е дека јавна соба навистина не е забава. Јавна соба е класично кривично дело кое што навистина мора да се третира како такво. Оттаму може би вака изгледа како забава, меѓутоа ако будам од аспект на тоа да им ја направиме забавата поголема на сите членови во јавна соба, апелирам до сите жртви. Знаат дека се таму, може би, или дознали или ќе дознаат дека се таму. Значи, веднаш потоа следува јавување на телефонско со сексуално вознемирување, веднаш после тоа следува барање за дискретна средба или пак слични ситуации. На првиот повик кој што ќе го имаат, а ќе го имаат со сигурност, затоа што таа е психологијата на тие луѓе кои што членуваат во таа група, да меморираат телефонски броеви, веднаш да пријавуваат во полиција со самиот телефонски број и со скриншот од разговорот кој што се одвивал, односно барањето кое што побарано од неа. Понатаму, значи, доколку биде на Viber апликација, WhatsApp апликација, таму има ликовите, нели, запошта сето тоа забава. Да се знае за кој лик, односно за кој лице станува збор. Буквално, значи, доколку нема начин се уште, како поинаку државата да не заштите и покрај тоа што мора, жртвите сами, барем првите чекори се тие кои што треба да ги направат. Пријавување со телефонски броеви, скриншотови на сите разговори кои што се одвиваат и со тоа во првата најблиската полициска станица, каде што јасно ќе се укаже дека станува збор за сексуално вознемирување и да бара подпишување на записник, односно примање на пријава и записник, фотокопија од записникот или барање за издавање потврда за пријавен настан. Тие се првите клучни чекори кои што треба да се преземаат за да може да се стигне до заштита некаква, затоа што доколку се укаже на тоа само дека членува во јавна соба, на вистина се уште кај нас тоа се смета дека е забава. Меѓутоа, ајде да направиме забавата во наводници нормално, поголема, односно пријавувајте ги со имиње, презимиња и со телефонски броеви. Секое појавување во полициска станица на било кој насилник, било кој лик кој што е повикан како обвинет, односно осомничен во дадената ситуација, не е пријатно чувство, ниту пак пријатна состојба. Па да видиме дали се уште ќе му биде забава споделување на било каква содржина со сексуално вознемирување или пак телефонски броеви кои што нели не сме да го даде или пак не сме да го користи за целта која што ја наумил да ја има. Ви благодарам. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.